Се враќаме, почитувани гледачи, во студиото по оваа пауза за музика со последниот разговор за денеска, не затоа што е небитен, туку затоа што еден од најбитните го оставивме на крајот за да го задржиме вниманието. Темата е фудбалскиот клуб Вардар. Насловот на разговорот е синонимот за македонскиот спорт е клуб на народот. Имаме еден гостин ова утро, тоа е Милорад Миленковски, представник на фудбалскиот клуб Вардар и воедно и на навивачката група Комити или на навивачката група Комити и воедно на фудбалскиот клуб Вардар, популарниот Миле Комита. Добро утро. Добро утро. И двете работи представуваат едно нешто. Меѓутоа прво да се заблагодарам за поканата и да ги поздравиме вашите гледачи. Ти благодариме за поздравот, нели? Македонската телевизија секогаш е тука отворена за ваквите битни општествени случувања. Фудбалскиот клуб Вардар е синоним за македонскиот спорт. Фудбалскиот клуб Вардар значи многу повеќе од спорт. Фудбалскиот клуб Вардар значи историја, традиција и така натаму и така натаму. Меѓутоа, голема е недоумицата. Дозволивме Вардар да испадне во втората лига, зборувам како држава, како народ. Меѓутоа, недоумицата е голема. Кој е фудбалскиот клуб Вардар во моментов? Што е фудбалскиот клуб Вардар во моментов? Ако ме прашате што представува фудбалскиот клуб Вардар, Вардар представува за мене гордоста на Скопје, срцето и душата на Македонија, радост и тага, представува еуфорија. Во овој момент она што го правиме да представува и тоа што треба реално да представува клуб на народот. Тоа е она што ни е слоган и на цела оваа операција, да кажем широкопатна операција која што започна некаде уште во месец март и се надевам дека нема да трае многу долго, бидејќи ги црпиме брзо сите ресурси и се надевам дека ќе ги оствариме целите. Како функционира во моментот фудбалскиот клуб Вардар? Што е организацијски? Каква е структурата? Како се води фудбалскиот клуб Вардар? Вака, фудбалскиот клуб Вардар моментално функционира на база на добра волја, на волонтерство и на ентузијазам. Од сите страни, бидејќи... А како фигурира во таму каде што треба, во книгите? Во Централниот регистар фудбалскиот клуб Вардар фигурира како акционерско друштво, кое што е како такво регистрирано уште кога е донесен законот за спорт, за спортски друштва, кога е трансформиран од Сдружение на граѓани во акционерско друштво. Тоа е уште некаде 2011 година со преземањето на клубот, првото преземање во поново време од градот Скопје. Ова е тој Вардар, оној Вардар, наш Вардар, македонски, скопски, кој што сите го знаеме. Ова не е друг клуб, туку ова е Вардар. Токму тоа што го напоменавте преска со испаѓањето во втора лига, можеби не беше еден вид соочување со реалноста и допирање на дното. За да стигнеме до врвот, мора некаде да го допреме дното, за да сватиме што имаме. Вардар е она што сите треба да знаеме дека е она што го напоменав преска и тоа го увидовме у кавадарци и сега во акцијата и во све она што правиме, ја чувствуваме поддршката од јавноста и од народот. Имаме инсерти од кавадарци, може да видиме од оној бараш надпревар со Скопје. Правниот субјект сега, како што постои Вардар, е наследникот, односно е само продолжување на континуитетот на оној Вардар што го знаеме сите од секогаш. Тоа е и борбата наша, бидејќи имавме некои предлози порано за евентуално згаснување на фудбалскиот клуб, фузија евентуална или пак ликвидација и формирање на нов фудбалски клуб. Меѓутоа, според законите и прописите кои што сега важат во УЕФА, со тоа би се изгубила неговата историја. Она што го краси Вардар и она што го прави да биде посебен и гордост на Македонија е токму таа историја. Ја веќе имам напоменато во неколку прилики дека да се биде херој и да се биде храбар треба во 1942 година, а не во 1944 ноември или 45-та. Бидејќи Вардар, односно неговиот претходник, правен претходник Македонија, тогаш го дава отпорот, значи кога е најжестоко и кога е најтврдо. И исто така и ние сега ја продолжуваме да кажам таа традиција на храброст што го краси фудбалскиот клуб Вардар, да се застане кога е најтешко. Ова е вашето трето полувреме. Нашето трето полувреме, бога ми, трае веќе 3 години и се надевам дека, еве, како Втората светска војна би требало да заврши, да се рачунам дека сме 44-та година. Олимписки циклус, 4 години. Кој е вклучен во функционирањето на фудбалскиот клуб Вардар? Спомена волонтери, добра волја и слично. Кој се фигурира и кој се помага во одржувањето на ФК Вардар во живот? Прво да ги поздравам, сакам играчите на теренот, значи и оние кои што останаа, посебно оние кои што останаа моментално во фудбалскиот клуб Вардар. Имаме некои заминувања на 3 играчи и од стручниот штаб исто така имаме едно заминување.
и се надевам дека тоа ќе престане и дека ова сега што го правиме во јавноста се препознава и се гледа и се надевам дека институциите веќе ќе почнат да го препознаваат за да се испрати еден силен сигнал општествен до оние што се актери на теренот. Да кажам, и стручниот штаб би сакал да го поздравам тука, бидејќи и тие дадоа максимум, значи, и заедно со нас покажавме дека е Вардар институција и дека Македонија треба да го заслужи Вардар, а за да го заслужи треба ние да се избориме. Го има ли некој друг ова што го гледаме сега, што го има Вардар? Веројатно 100 километри од дома, меѓутоа бројката... Значи, веројатно го има, меѓутоа во Македонија го нема. И веројатно и пошироко во некој радиус од 200 километри од Македонија, од сите страни. И тоа е богатство кое што треба да го негуваме и не треба да бегаме ние од темата Вардар, туку треба цврсто да застанеме. Еднаш за секогаш, бидејќи преку Вардар ние го градиме колективниот дух и колективната меморија ја пренесуваме од генерации на генерации. И таа гордост и слава која што ја има фудбалскиот клуб Вардар од неговото формирање до сега, мора да се негува, бидејќи ни го зајакнува идентитетот на тој начин. Се гордееме со тоа што сме и со тоа што сакаме да бидеме и да останеме. Во какви услови во моментов функционира фудбалскиот клуб Вардар? Знаеме дека во современиот спорт се потребни многу средства од основните услови за тренинг, за опрема, за тренери, за играчи, за клубски простори, за патувања, за суди, за организација на надпревари, за стадион, тренинг центар и што уште не. Како функционира ФК Вардар? Вака, ја ги поздравив сега играчите и стручниот штаб, меѓутоа сакам посебно да поздравам цела екипа, онаа која што е ангажирана заедно со мене во овој проект и цела група една навивачка Комити Запад, кои што се на готов цело време и кои што чекаат сигнал само нешто да се случи, некоја искра да настане за да конечно се издигнеме како феникс од пепелта. И ние сме на сите страни растрчани, како што кажавте, има многу обврски, Вардар е комплексен проект и представува една голема комплексна структура која што треба голем ангажман. Значи треба ангажман почнувајќи од младинско-пионерската школа, од обезбедување на основни услови, па потоа и секундарни услови нормално за тренирање, тука спаѓаат игралишта, тука спаѓаат води, основни потреби едноставно за функционирање, ручеци и во тек сме, значи, со сите работи моментално. Единствено нешто што ни недостига се оние финансии моментално. Значи, до сега пронаоѓаме спонзори за покривање на трошоците на сите неопходни нешто што се потребни на фудбалскиот клуб Вардар, почнувајќи од терени, почнувајќи од реквизити, од најнеопходни реквизити, најнеопходна храна, вода што е потребна, значи од ручеци, кој што кажавме. И во тек е еден поголем проект за обезбедување на пристојни припреми на фудбалскиот клуб Вардар надвор од Македонија. И ќе откриеме тоа во некоја наредна прилика кога ќе се официализира и со тоа да отвориме една нова страница, значи со таков еден сигнал кој што ќе го упатиме и до оние кои што се останати, дека Вардар ќе живее и дека сите што се застанати во оваа борба дека ќе издржат до крај и затоа ги повикуваме и сите нив да издржат во оваа борба, бидејќи на крајот победата ќе биде посладка и сите заедно ќе учествуваме и ќе се радуваме. На последната прослава која што има Комити и Вардар на градскиот стадион Скопје, некогаш Филип II, денес Тодор Проески, на арената наша најголема, најсовремена, на која што се играше и УЕФА Суперкупот, нели, со што се доби признание дека имаме еден од најубавите стадиони во Европа. Имаше присутни на западната трибина по слободна проценка околу 3000 комити. Тоа е една армија, тоа е една бројка со која не можат да се пофалат многу други субјекти во Македонија, без разлика од која област на функционирањето се. Дали комити, како се комити организирани, зашто постојат и дали се свесни за одговорноста што ја носат со своите постапки, без разлика какви се тие, позитивни или ако ги има и негативни? Прво, сметам дека тајната на успехот на комите е аполитичноста, односно искрената љубов која што не води во надпреварите и кој што ги следиме на фудбалскиот клуб Вардар и енергијата која што ја креираме токму поради тоа, нашето единство внатре. Бидејќи кохезијата на навивачката група на комите се пренесува и во фудбалскиот клуб Вардар. И токму таква моментално енергија му е потребна на фудбалскиот клуб, бидејќи ние дојдовме до едно дно од кое што тешко било кој друг клуб би се извлекол доколку тој клуб не се вика Вардар.
бидејќи за Вардар таа навивачка армија се мобилизира кога е најпотребно. Веќе и во повеќе наврати тоа го видовме и го видовме сега последно нели со еуфоријата во Кавадарци и со се она што правиме сега и ќе продолжиме да го правиме. Вардар е гордост, како што кажав, и вреди за Вардар да се бори и да се пружи и последниот атом од силите кои што ги имаме. Свесни ли сте за одговорноста што ја носите како една организирана група на организирана група на луѓе кои што се на возраст и кои што се во стадиум од животот кој што може и тоа колку да влијае на општествениот живот. Свесни ли сте дека со секој ваш чекор, со секоја ваша постапка треба да испраќате порака до сите оние до кои што се обраќате? А тоа се народот, институциите и љубителите на спортот. Не само што сме свесни, туку и ние тоа го спроведуваме одлучно, бидејќи ја препознаваме искреноста и кај сите нас и целта искрена кон која што тежнееме да ја оствариме. Не само што испраќаме таа порака од јавноста, испраќаме и до институциите. Сакаме институциите да видат како се решаваат некои прашања со единство. Без зла крв, без омаловажување, со взаимна почит на сите страни, да покажеме дека можеме сите заедно да изградиме нешто големо. Бидејќи доколку го изградиме Вардар таму каде што треба да биде, ќе се радуваме на крајот сите. Прво Скопјани, а потоа и цела Македонија. Значи, одговорноста е тука, не бегаме од одговорноста и се гордееме со тоа и продолжуваме и испраќаме порака дека народот треба да продолжи да не следи, бидејќи на оваа искрена енергија треба да јавнат многу јавни институции како прво и јавноста општо во поглед на решавање на други општествено-политички прашања во Македонија, не само спортски. Ќе видиме инсерти од вчерашниот прес кој што беше одржан на тема ФК Вардар, клуб на народот. Што беше целта на пресот? Па и самиот повик покажува, значи трансформација на фудбалскиот клуб Вардар во статутарни измени кои што ќе значат ставање на фудбалскиот клуб Вардар официјално како клуб на народот. Ево го и капитенот. Да. Ние се среќававме со проблеми, бидејќи Вардар имаше собственик и не функционира клубот. И кај да се обратиме сите, што е нормално, нели, следејќи го формално правниот статус на фудбалскиот клуб, дека има еден собственик, тоа е компанија, и на тој начин бевме на некој начин заглавени. Бевме во еден лавиринт пуштени од каде што тешко можеше да излеземе. Меѓутоа одговорот ни го дадоа сите институции, а тоа беше преземете го вие фудбалскиот клуб Вардар, за да ние имаме основа да можеме да ви помогнеме. Бидејќи е различно кога се помага од јавна институција на приватна компанија и различно е кога се помага за народот. А ова прашање е баш такво, значи од народот за народот. Што значи клуб на народот? Токму тоа, дека народот е носител на... Здружение на граѓани ќе биде или ќе си остане да функционира? Според законот нели за спортски друштва мора да биде АД, меѓутоа субјектот кој што е, да кажам, титулар во фудбалскиот клуб Вардар е Сдруженијето 35 години вардарци, кое што е под контрола на навивачката група Комити. Значи најден е некој модус преводен со кој што може да средствата да дојдат од народот за народ. Да, најден е тој модус, значи сите кои што го баравме, меѓутоа еве сега да напоменам и акцијата поради која што беше извикано овој прес. Исто така и тука имаме основ за сите оние кои што сакаат да помогнат на вистински начин и транспарентно сите да видат каде се движат тие средства. Бидејќи со сметката која што сега моментално е блокирана, со продукцијата и платформата Passport Production се договоривме тие средства да се собираат кај нивната платформа и ние да ги алоцираме, односно да ги назначуваме. Пуштете нели за плата, пуштете за ова зона, мора така да се крпиме. Колку средства прво се планира да се соберат, се очекува, колку се собрани? Согласно буџетот, максимално доколку се исполни целиот стадион, максималниот буџет е околу 550.000 евра. Значи околу 33 милиони денари. За кој стадион зборуваме? За градски Добро, стадион зборуваме. Дека на многу стадиони играше Вардар. Да, ја одбегнуваме малку темата градски стадион од формално правни причини, бидејќи се уште сме во преговори со акционерското друштво со застапанисување и стамбен и деловен простор за користење на градскиот стадион. Ние имаме упатено таму неколку барања, кои што се надевам дека ќе бидат разгледани сериозно и бараме седница на влада да се одржи по повод тоа прашање и по повод токму затоа истото тоа барање го имаме поднесено и до владата на Македонија и до секретаријатот на владата. И очекуваме повик од таму во рамките на законскиот рок
да не повикаат, да ни образложат и да не повикаат и на седница на влада. Исто така постои можност за решавање на ова прашање со така наречениот лек специјалис, односно со седница во Собранието на Македонија. Доколку тоа биде, исто така и таму бараме наши представници да присуствуваат на тоа прашање, бидејќи никој се покаже, историјата покаже дека никој не може да се бори за Вардар посилно од нас, кој што го сакаме фудбалскиот клуб Вардар и кој што е нашиот генетски код. Како ќе се, сега да дојдеме до моментот, како ќе се распределуваат средствата, кој има контрола врз средствата, некој тело во рамките на... Значи, средствата се собираат, како што кажа, во таа привремена сметка на Passport Production. Значи, не на Сдруженијето, бидејќи Сдруженијето како Сдружение има начини како преку Сдруженијето да се префрлаат средства на фудбалскиот клуб Вардар, преку така наречени цеси по фолио број, по декларација за плата, единствен основ, каде што не би се избегнале доверители, а за други потреби еве ќе наоѓаме вакви начини, како што наоѓаме сега преку добри луѓе и добри компании кои што ја препознаваат нашата искрена волја и кои што самите се јавуваат за помош. Исто така се јавуваат и искрени граѓани кои што сега преку купување на сезонски билети, односно преку зачленување во фудбалскиот клуб Вардар, бидејќи тоа е точниот израз. Моментално ние ја зголемуваме базата на членови на фудбалскиот клуб, да видиме колку не има. Бидејќи ова е еден вид на тест не само за Вардар и за Скопје. Имате опција да се зачлените, значи бидејќи во самата продукција МК Tickets, со многу едноставно, со еден клик. Кликате на линкот кој што стои објавен на страните на фудбалскиот клуб Вардар и на навивачката група Комети, ве носи точно за купување на сезонски билет. Меѓутоа, за да купите сезонски билет, треба да оставите ваши лични податоци кои што се нормално заштитени. Заштитени според законот. Не оставате матичен број или лична карта. Билетот чини 1000 динари, а со тој билет имате можност да Сдруженијето, односно акционерското друштво Вардар, ќе ви додели понатаму сезонска карта со која што ќе може да ги следите сите надпревари на фудбалскиот клуб Вардар, а тоа се отприлика, домашни, околу 16-17 во домашното првенство, на домашен терен и околу 2-3 по надпревар. Еден сладолед 50 динари и дури сладоледите се сега поскапи малку. Која е еднината на Вардар? Ентузијазмот, народната определба, љубовта, сето тоа се моменти кои што знаат да згаснат. Не е правило, меѓутоа знаат да згаснат. Имате ли визија за еднината на Вардар да му се предаде на некој што би го раководел домакински или сакате и понатаму да продолжите, бидејќи сите се откажаа вие да раководите со Вардар? Па вака, ние сме како прво, точно нашето постоење, ние сме формирани 1987 година и функционираме 36 години од љубов за фудбалскиот клуб, бидејќи ние постоиме за Вардар, а Вардар го гледаме како Македонија. Така да постоиме заради Вардар и Македонија. Меѓутоа, еве и љубовта секако треба да биде двигател и моторот на сите случувања во фудбалскиот клуб Вардар, меѓутоа она на што ќе се осврнеме и ќе ставиме посебен акцент ќе биде професионализмот, бидејќи нашата цел и ние нема да застанеме се додека не стигнеме до оној момент кога Вардар ќе заслужи учество во Лигата на шампионите. Така да ова може да трае многу долго и ние нема да се откажеме. Ќе правиме многу акции и цело време ќе го актуализираме прашањето за Вардар, се додека на институциите пред се и на јавноста не им стане јасно дека Вардар мора да живее, бидејќи Вардар е символ. Доколку ние символот него го почитуваме, што останува за преостанатите работи во секојдневието и во функционирањето? Секојдневието ни е турбулентно, блендер секојдневие, не меле сите, да се надеваме дека ќе останете со оваа енергија, дека ќе останете на овој ум, со овој став. Консистентноста, доследноста и дисциплината во функционирањето се три параметри кои што би требало да ги следите ако сакате прво да ви верува народот, потоа да ви веруваат институциите и на крајот да ви веруваат оние што се директни актери во ФК Вардара и самите на себе да си верувате. Точно така и ние сакаме значи во овој да кажам привремен престој во фудбалскиот клуб Вардар како како титуларна структура во фудбалскиот клуб Вардар. Прво, еве одма ќе најавиме дека веднаш би ги предале, веќе имаме разговори и преговори со градот Скопје, би им предале на нив акции кои што заедно со нас ќе значат контролен пакет и мнозинство за функционирање на фудбалскиот клуб. Еве го повикуваме јавно градот Скопје да не се плаши и отворено да застане за фудбалскиот клуб Вардар, како што застана и општините до сега, меѓутоа тоа да биде и сега и формализирано. Понатаму ќе следат други чекори за изнаоѓање на инвеститор во фудбалскиот клуб Вардар, бидејќи до сега историјата покажа дека со еден субјект да го води фудбалскиот клуб
секогаш има некои проблеми. Значи за брзо време се јавува финансиска криза, бидејќи нема дисперзија на ризикот. На овој начин се добива таа дисперзија на ризикот. Ние како основа за фудбалскиот клуб Вардар, која што стои би била внатре само заради заштита на она во што ние веруваме и за што веруваме. А градот Скопје и одредени компании кои што би требало да влезат и општините, да заедно со нас да бидат тој управен одбор. Со таа шареноликост која што би имале внатре, значи сите субјекти и сите чинители би биле опфатени. Сите чинители би биле опфатени и внатре одлуките би се носеле со консензус. Значи нема да правиме ние мнозинства за функционирање, ја да има опозиција внатре, тоа во Вардар не може да се случи. Во Вардар сите одлуки ќе се носат со консензус и верувам дека сите оние кои што ќе влезат внатре, прво треба да го поминат, да кажам, тој филтер. Ако сметаме дека го поминале тој филтер, после е лесно, бидејќи би биле дел од нас на тој начин. Останете доследни на идејата што имате, бидете упорни и истрајни, и пред се транспарентни и честни. Благодариме што ова утро Милорад Милинковски, представник на Комити ФК Вардар, беше дел од Македонија наутре. Благодариме и мора да останеме, немаме избор.